Почитувани граѓани, почитувани новинари. Позитивните економски резултати, растот и развојот и реализацијата на мерките кои обезбедуваат повеќе пари кај граѓаните создаваат силна економија и шанса за сите граѓани. Растот на економијата е веќе над 4%. Тој е во првиот квартал на 2019 година. Тоа е резултат на добрите економски политики на владата, имајќи го предвид пред се наследеното назадување и негативата од минус 1,8% од времето на владењето на ВМРО-ДПМН. Радува тоа што носител на растот на економијата е стопанството и индустријата. Компаниите растат и се развиваат, со што се зголемува обемот на производство, со што потврда е растот на индустријското производство од 6,5% во периодот јануари-мај. Стабилната економска состојба и правилно поставените економски политики создадоа услови за реализација на серијата мерки за враќање на парите назад кај граѓаните. Денеска ќе издвоиме дел од придобивките за граѓаните преку системскиот концепт за враќање на парите назад кај граѓаните. Поврат на 15% на дадокот на додадена вредност, со што 50 милиони евра годишно завршуваат кај граѓаните. Оваа мерка дава одлични резултати и досега, за информација, се скенирани над 11 милиони фискални сметки. Со мерката ефтина тарифа на струјата, сметките се намалени, а 11,4 милиони евра на годишно ниво остануваат назад кај граѓаните. Укината е исто така и радиодифузната такса, со што се обезбедува заштита од над 2000 денари годишно за секое семејство. Со мерката зелена нафта, над 200 милиони денари се враќаат кај 55.000 земјоделци. Со намалувањето на данокот на додадена вредност за парно грејење од 18 на 5%, просечната годишна заштита е околу 2600 денари на секое семејство. Пораснаа платите. Просечната нето плата во мај 2017 година изнесувала 22.889 денари, додека денес во мај 2019 година изнесува 25.217 денари, што е пораз за 2300 денари. Минималната плата порасна од 9.000 денари во 2016 година, кога изнесуваше, на 12.500 денари во 2019 година, односно се зголеми за 3.500 денари. Наскоро исто така ќе следува и нов раст. Од септември 2019 година ги зголемуваме платите исто така за 5% на сите вработени во основното, средното и високото образование. Инвестираме во знаењето и оние кои го движат образованието. Социјалната помош исто така се зголеми за 300%. Сето ова, почитувани, се мерки што обезбедуваат повеќе пари и повисок животен стандард за сите граѓани. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, продолжува со спроведување на одговорни политики што обезбедува економски раст, нови работни места, намалени трошоци за живот и повеќе пари за секој граѓанин. Во таа насока започнува инвестицијски циклус од 5 милиарди евра, кој има за цел да го забрза растот и напредокот. Проектирани се милиарда евра за патишта, милиарда евра за железницата, милиарда евра за енергетика, нов клинички центар, регионални фабрики за отпад, водоводи, канализации, училишта, нови градинки и други капитални објекти кои што ги подобруваат условите за живот на сите граѓани.